Елизавета Бандиловска низ песните ни подарува безусловна љубов. Со желба истата да ја биде возвратена, ја поканувам вечерва да ни се обрати. Благодарам. Некако остана без зборови по сето ова кажано. Навистина на прекрасна вечер во коите рецензенти, мојата драга пријателка водителка Ленче, кажа се што сакам јас да кажам. Навистина ми е представува голема чест и задоволство вашето присуство денес во споделувањето на овој убав момент, кој истовремено за мене представува и споделување и преку откривање и патување из мојата душа. Чи споделување на сите мои мисли, емоции, кои што најдоа своје место во овие 3 збирки, од кои 2 еве сега овде се промовираат. Споделување кое што ги открива сите длабочини на мојата душа, сето она што можеби не сум можела да го кажам на никој друг начин. Река од зборови, создадена во најчесто во ноќите и околу полнок, моето најпродуктивно творечко доба, можеби и затоа што тоа е периодот кога сум и дошла на овој свет, можеби затоа најпродуктивна сум токму пред полнок и околу полнок. Песната не настанува онака како што сме навикнати ние лингвистите да ги создаваме научните трудови и статиите. Песната се раѓа неочекувано во секој миг. Може да се појави додека патувате, додека се возите низ градот, додека се будите, додека заспивате, додека гледате во сликата пред вас над зидот, додека гледате во темнината надвор низ прозорецот. И тоа е некое чувство кое што едноставно ве тера да го запишете секој што доаѓа длабоко од вас. Сите песни се настанати во еден таков стик, во еден разговор со самата себе. И можеби затоа се така толку искрени и толку допираат и погодуваат. Чи зборовите не сум ги бирала, едноставно како такви излегле длабоко од мене. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам најпрво на моите рецензенти, на професор доктор Мито Спасевски, на професор доктор Снежана Стантерска, кои што во една многу неврзана неформална комуникација, кога е сосема случајно открив дека пишувам стиховите, ми советуваа да го извадам, да го ставам сето тоа на хартија и да го објавам. Доволно долго сум го чувала настрана и само за себе, дека ете, можеби е моментот кога сето тоа треба да го споделам и јас им благодарам за нивната безрезервна подршка, храброст да застанат зад мене, затоа што не ме знаеа како поет, како поетеса и како уметник, како човек кој што е од онаа страна на јазикот и се грижи за нормираноста на стандардниот јазик. Може би беше изненадување за них, исто колку што беше изненадување за мене, но мислам дека успеавме заеднички во сето ова. Голема благодарност на мојот истребач, професор доктор Христо Петрески, кој што исто така апсолутно целосно застана зад мене и ме поддржа. Благодарам на мојот колега, Христо веќе го спомена, професор доктор Бурхан Ахмети, кој што ги изработи кориците на овие 3 збирки. Навистина, немав потреба ништо да му објаснувам на Бурхан, доволно беше само да му го пратам насловот на збирката и јас веднаш ќе го добиев токму она што ми лежи во душата, онака како што јас сам мислила дека можеби треба да изгледа корицата на збирката. Навистина, човек кој што со еден збор ќе ве прочита длабоко внатре и знае што сакате вие да го представите на светот од визуелен аспект. Голема благодарност до Ленче и до Виолета, затоа што овој настан немаше да успее да не беше нивната поддршка. И исто така голема благодарност до сите вас. Навистина сте ми сите драги. Ве сакам и ве почитувам од моментот кога сме почнале да соработуваме, кога сте мои професори, мои студенти, мојата екирка е тука, моите пријатели што ги знам од Ресен,
Другите сите што ве знам, сме се сретнале во текот на овие изминати години, додека сме соработувале, сме патувале и навистина ви благодарам за вашето присуство. Срекна сум што можам со вас и понатаму да соработувам и верувам да имаме уште многу убави настани заеднички проекти. Ќе ми биде драго и понатаму да продолжиме да соработуваме и да се гледаме на вакви убави настани. Благодарам на сите од вас. Од музиката Да, особена благодарност. Тоа еве сакав на крајот да го споделам, меѓутоа ми избега. Добро. Голема благодарност до господинот Христо. И правиме Песните долг. беа токму соодветни на поезија. Благодарам.